Историски настан каде за прв пат се дава отчет за сработеното со отворен гард и подготвеност да се бранат своите дела. Вака лидерот на ВМРО ДПМН го опиша дводневниот саем под слоганот "Промени кои носат иднина". Според Мицковски, градоначалниците покажале како се работи и во услови на тешка криза и реализирале голем дел од ветените проекти и покрај, како што вели, обструкциите од централната власт. Ветувањата, отчетноста и транспарентноста во политиката мора да одат заедно, а соработката помеѓу локалната и централната власт е неопходна. Ова се дел од заклучоците од саемот во организација на опозицијската ВМРО ДПМН. Овие луѓе се наистина херои со тоа што успеа да го направат изминативе 365 дена, нормално, тука со огромна поддршка на пратениците во парламентот, со огромна поддршка на советниците во советите, со огромна поддршка на луѓето кои што ги водат јавните предпријатија, со огромна поддршка на народот во општините, кои што дополнително ги мотивира и убеден сум дека во периодот кој што следи ќе го искориста тој мотив и ќе биде уште подобро и ќе има уште повеќе проекти, а нормално веќе со идната влада на ВМРО ДПМН ќе бидеме ние ветер во грб, наместо оваа влада денеска која што обструира, ние ќе мотивираме дополнително. Голем дел од градоначалниците велат дека затекнале катастрофална финансиска состојба кога стапиле на функциите, а дополнителен проблем создаде и намалувањето на дотациите, пари од буџетот кои се наменети за општините. Сепак биле задоволни од сработеното. Охрид ќе биде приближно до законските 95% реализација, што за нас представува работење, домакинско работење и користење на средствата, всушност и на приходите кои што врз основа на приходите кои што сме ги добиле да ги реализираме расходите. Имавме јавен долг пред се на јавните комунални предпријатија кои што изнесуваше колку што е основниот буџет на општина Штип. Нешто кое што со години не се сервисирало и кое што отпочнавме како нова одговорна локална власт на месечно ниво да го сервисираме и да го враќаме тој јавен долг и можам да кажам дека за оваа година дена успеавме да вратиме 1 милион евра кон Министерство за финансии, кој се во завршна фаза, дали со проектна документација или со дозвола за градење, со одобрение за крадба. Начидната година ќе биде уште пожестока, тоа им го ветувам на граѓаните. На дводневниот саем акцент се стави и на моменталната економска и енергетска криза. Пакетот мерки кои ги предложи ВМРО ДПМН е подобрување на бизнис климата, локален економски развој, можноста да се одвои поголем буџет за општините. Проектите на градоначалниците од ВМРО ДПМН во вредност од над 120 милиони евра главно се однесуваат на патната инфраструктура, образованието, инвестиции во водоводни и канализациони мрежи.